Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во нашата училница. Денес ќе другаруваме на часот по македонски јазик во второ оделение. Јас сум оделенски наставник Анита Николовска во Општинското основно училиште Толизор Домискуманово, подрачно училиште во село Режановци. Што ќе учиме овој час? Ќе го обработуваме текстот Врне снег и ќе научиме што е рима во даден текст. Кои ќе ни бидат целите на часот? Да ја сватите и доживеете содржината на текстот Врне снег, да научите што е рима во даден текст, да го збогатите вашиот речник со нови зборови. Очекувани исходи од овој час. Да умеете да ги искажете своите чувства, доживувајќи ја содржината на текстот. Да создавате позитивен однос кон убавината на годишното време зима. Да развивате интерес за помош на изнемоштените гладни птици и други животни. Што ќе ни биде потребно за овој час? Учебник по македонски јазик на страна 82. Тетрадка по македонски јазик, прибор за пишување, молив и гума. Часот ќе го започнеме со две гатанки. Внимавајте и размислувајте за одговорите. Штом ќе падне, на лизгање не вика. Брашно не е, а беле. Што е тоа? Може би погодивте, доколку не, ќе ни помогне следнава илустрација. Така е, тоа е снег. Втората гатанка. Одам, но немам нозе. Лежам, но немам кривет. Лесен сум, а покривите тежат. Што сум јас? Ќе ни помогне и втор пат илустрацијата. Така е, и во овој случај станува збор за снег. Како што кажавме, овој час ќе го обработуваме текстот Врне снег од македонскиот автор Стојан Тарапуза. Тука можете да го стопирате видеото и да ги отворите вашите училишни тетрадки и да го напишете насловот и авторот на текстот. Додека го читам текстот, запишувајте ги непознатите зборови, внимавајте и обрнете внимание и на подличените зборови. Врне снег. Врне снег, врне снег. Под снегулка е секој брег, секоја нива, секој рид, секој покрив и ограден зид. Под снегулки е секој пат и на гранките голиот врат. Од нив ветрот прави валма и секој врве со бела чалма. Врне снег, смејте се деца, ко памук е мек. Земете скии, сковете санки, впрегнете нозе, стегнете дланки и со нив така, класови, јурете секаде со часови. На тоа вие имате право. Снегот е бел дар, речете му здраво. Речете му гласно и уште нешто. И во желбите ваши направете му место. Тоа е рожба на зимата мајка. Ке ви ја раскаже неговата бајка. Ке ви ги каже своите песни и своите басни и гатанки лесни. Врне снег, за птиците храна ни за лек. Тоа е тажно, но што да се прави? Вие сте деца со резо нездрави. Направете им ајде куќички од дрво. Наполнете ги добро со храна до врвот. И со најлон врвци во дланките прицврстете ги добро за гранките. И оставете ги отворени да стојат. Гладните птици со поглед да ги бојат. За нив тие се птичји ресторани, во кои се гостат со највкусни храни. Врне снег, земјата е под покривач мек. Се надевам дека текстот ви се допадна. Кои чувства кај тебе побуди содржината на овој текст? Размислувајте
и да ги споредиме со чувствата на дечињата од овие илустрации. Што воочуваме на нив? Сите се среќни, задоволни, весели. Че има чувство на радост, восхит од годишното време зима, од санкањето, од играњето на снег, правење снежко, чувство на задоволство, среќа. Но, ако воочиме, се споменаа и гладни птици. Како се чувствуваат тие? Чувство на тага и осаменост. Да ги објасниме непознатите зборови. Можеби некој од нив запишавте и ќе ги објасниме. Вална. Тоа се прстенести наноси од снег создадени од силно кружно движење на ветрот. Движејќи се ветрот прави прстенести покриви на елките. Чалма. Тоа е турски збор бел платнен завој околу капата на фесот на муслиманите. Асови, победници на некој надпревар. Рожба, дете. Резони, ум, памет, разум или разбирање. Разговор за текстот. Доколку го слушавте внимателно текстот, ќе можете да одговорите на следните прашања. Зашто раскажува авторот Стојан Тарапуза во текстот Врне снег? Ќе одговориме со целосна реченица. Авторот Стојан Тарапуза раскажува за зимата, за снегот и возбудливите доживувања што ги носи со себе. Што не подучува авторот Тарапуза со текстот? Авторот Тарапуза не подучува да уживаме во убавините на зимата, да се смееме и радуваме на снегот, да играме разни игри на снег и со снег, како да се грижиме за гладните изнемоштени птици и други животни. Но дали забележавте и нешто чудно додека го слушавте расказот? Тоа беа подвлечените зборови, кои што, доколку воочивте, повеќето од нив се согласуваа по звучност. Ке ги прочитаме. Снег, брег. Рид, дзид. Пат, врат. Валма, чалма. Снег, мег, санки, дланки. Асови, часови. Така е. Ќе ги препишете во вашите тетрадки и ќе го препишете правилото што воедно треба и да го запомните. Гласовно совпаѓање по звучност на зборовите се вика рима. Римата најчесто ја среќаваме во песни, но и текстовите може да бидат пишувани со употреба на рима. А сега една задача. Пронајди ги и подвлечи ги во твојот учебник и останатите зборови во текстот што се совпаѓаат по звучност. Повторно можете да го стопирате видеото, да ги пронајдете дадените зборови. Така, сега ќе ги провериме. Право, здраво. Нешто, место. Мајка, бајка. Песни, басни, лесни. Дланките, гранките. Стојат, појат. Ресторани,
храни. И уште една задача за самостојна работа. Дадените зборови препишете ги во вашите тетрадки и до нив напишете, допишете со кој друг збор можете да го римувате. Тоа се зборовите: дрвено, стои, покриен, пројде, јасна. Така, сега да ги провериме. Вие можете да напишете и други рими. Дрвено, црвено. Стои, брои. Покриен, сокриен. Пројде, содојде, најде. Јасна се римува со гласна. Доколку имате други рими запишани, слободно можете да ги прочитате на вашиот наставник. И на крај домашна задача. Вежбај го текстот за изразно читање. Прераскажи го писмено расказот во тетрадка за домашна задача и при тоа обиди се да употребиш рима. Се надевам дека ви се допадна денешниот час и до гледање до наредниот час по македонски јазик во нашата е-училница.